Здраво. Кај сте, бе? Добри? По дома, живи, здрави, сите? Супер. Вака сега. Ајде, годинава да ја почнеме со нешто убаво, со нешто за браво. Конечно. Знам дека годината почна пред 24 дена, ама како и ти таму позади, и ја бев мртов болен, не може да станам од кревет, и така еве сега станав, што би се рекло се разбудив од тој зимски сон, и време е да почнеме со видеа. Пред се да се заблагодарам на сите сабскрајбери, сите што го поддржуваат каналов, сите што го поддржуваат Инстаграмот, кај што стварно моментално експлодираат риловите. Фала ви за сите. Фала им на Дебели Гикови за тоа што направивме експлозија со риловите, посебно со тој за 1000 евра плата. Многу лоши коментари, многу глупи коментари прочитав таму, ама дечки, гледайте го цел подкаст и ќе ви стане јасно. Значи, у кратки црти за тие што брзаат да искоментираат глупости, станува збор за 2016, не за 2026, така да калмате бич и тоа е тоа. Сите тоа, нема врска кој ги е. Не знам дали сте ги сретнале Чија Дија. Тоа се интересни сокчиња со кои што има многу мизерен дизајн. Да бидеме искрени, да не се лажеме. Ова е продукт на две сестри, Верица и Надица, мислам дека се. Едната знам дека е Верица 100%, со неа комуницирам и правиме муавет за дизајн заопшто за такви работи. Со другата немам комуницирам за сега, така да не извини што ако ти гутнав името, извини. Вие ги видов, еден состанок бев, пред 2 години мислам, и прв пат ги видов и прво ги видов, викам што е ова бе, зошто изгледа волку ружно. Сега внатре има чија семки. Сега овие семки што ги гледаш тука, овие семки се испринтани. И ова се фолии, онакви шринк фолија, што се фонтов... Не знам. Не е битно. Ноември или декември месец, Верица имаше постирано на LinkedIn барање за фриленсер, не за агенција, туку фриленсер си бараше, што ќе направи редизајн на Чија Дија. И тој фриленсер, тој дизајнер кој што работел на проектов, сакам да му кажам браво, колку фала Курц. Значи, озбилно. Ја одамна не сум видел убав дизајн. Откај е нас, посебно посебно во делот кога треба нешто да се ребрендира, значи постоечкото што е добро или лошо, у случајов лошо, да се направи многу подобро. И сега знам дека коментарот ќе биде што и да направиш може да биде ќе биде подобро од ова, ама не е така. Видовме многу примери кај што тоа што изгледа и добро и лошо, после редизајнот изгледа уште полошо. Значи, не Јагуар, не други ај сега не ги спомнувам више, тие доста им помина, ќе ги оставиме лошите грди дизајни, ќе ги оставиме у 2025-та. И ај 2026-та да се фокусираме на нешто поубаво. Значи, ја им пратив предлог, понуда, одбра некој друг дизајнер. Искрено сум среќен што одбра друг дизајнер, затоа што ова што го имаат направено мене ми се свиѓа многу. Имам 2 или 3 забелешки за кои што ќе разговараме сега, ама не се страшни, не е крај на свет. Ако не се стигнати уште у продукција, ако не се испечатени, може да размислат, ова е само мое видување, може да размислат да ги променат малце тие ствари и да пичиме. Што се случи? New taste, better look. Види, значи, одма се осеќа разлика, одма се гледа свежина. И мене тоа ми се допаѓа. Види го прво логото. Види го колку е платко. Што е фората, уствари? Они се It all started in Mexico, кој што ги сватив, чија семките се Мексико, тамо нешто тргнуваат, инспирирани се од Мексико. И ја ко за чудо и ко за среќа, имам баш чоколадо.
што е произведено у Мексико. И кога видиш, гледаш, има поврзано. Значи, тој што работел на овој дизајн, работел со мозок. И мене тоа ми се допаѓа. Love at first sip, добро, окей, мислам. Век видено, век слушнато милиарда пати, ама па, окей. Разликата во дизајнот е ден и ноќ. Значи, се гледа тука дека има некоја конзистентност. Значи, ова буквално го има правено дизајнер кој што има искуство во дизајн. Не е некое приучено дете, не е некое неискусно дете, туку е некој кој што разбира дизајн и кој што разбира пекеджинг дизајн. Ова ми се свиѓа исто како го има направено. Movement, balance, energy. Your gut will get it. Знаеш, и ова е ствари цревна флора за тие што не го сваќаат, ако има такви. Јас стварно сум изненаден од првата презентација Верица што ја стаи на LinkedIn. Иди го, значи одма се осеќа таа свежина, тоа што е нешто убаво направено, е нешто да личи кој што треба. Види ги вака застанати. Ајде, види ги вака, види. Healthy drinks. Значи, кога ги гледаш една целина, гледаш еден бренд, чија дија е брендот, Kind Fiber, и се менуваат само вкусови елементи и тоа што треба. Друго ништо. И така треба да биде. Конзистентност во дизајн. А го зборам у многу видеа и претходни и уште ќе го зборам. Секогаш ќе го зборам тоа. Конзистентност во дизајн. Значи, како изгледа првото, така ќе изгледа последното. Ако правиш некоја дистинкција, не знам, премиум или нешто, ќе изгледа исто, ама дај му твист. Смени боја на позадината, смени бојата на логото. Ова е, значи, според мене, стварно убаво направено. Види ги се, сите имаат истите елементи. Тоа е тоа што го прави пекеджинг дизајнот добар пекеджинг дизајн. Кога сме кај пекеджинг дизајн, знам дека во епизодата се чека. После оваа епизода ја снимам втората, ја снимам третата, четвртата, ќе видам колку ќе испаднат и тие, значи повторно ќе се врати во живот. Така да, многу убаво. Сега. Маните. Две мани имам само и мислам дека се две. Зошто? Вака. Пази. Зошто овој дел не се инкорпорира тука на етикетата, мислам. Тука губи конзистентност, ама се надевам дека е тоа само ова е прва верзија на мокапот, па после на логото го смениле. И ако не ви се пуштени у принт, ако немате продукција направено, моја сугестија е да го смените ова, да го направите да изгледа конзистентно, затоа што д-то со Wingcode е добра фора, значи зборам стварно добра фора. Гледаш, одма се приметува дека изгледа малце поубаво. Така, ете, супер. Втората, ова е добра сега, ова е не лично, овој тип на илустрации кој што е представен тука, како вакви, значи малце така ригид, малце како рачно цртани, би било убаво да се применат во ова. Сега, лиметата е така направена, јагоцката може малце поише да се поигра со неа, ама ова е аронија? Така, што е ова? Аронија, не знам, валја аронија, појма немам, или рибизла, може е рибизла. Рибизлата е ептен е прецизно нацртана и се губи тој рачно цртан фил. Осеќај. Знаеш. Ама мислам дека е добро е. Само ова се сега ситници кои што ги приметувам ја као цепидлака, као хейтер. И не е битно. Секој случај.
Еве, гледаш кога се збори за убави работи, зборам малку, псујам ич, и кратки се видеата. Така да standing ovation за Чијадија, девојки, се надевам дека ќе имате одлична продажба. Знам дека сте имале добра продажба, се надевам дека сега ќе се зголеми продажбата и ќе ја осетите моќта на ребрендингот. Вие и ќе ја споделите после со други луѓе, за и други луѓе да прифатат ребрендирање како такво, зашто нели? Кога правиш нешто после неколку години, ако не е направено кој што треба, или општо и да е направено кој што треба и да не е направено кој што треба, пак се губи станува outdated, не е баш до крај нели, се менуваат стилови, се менува пазарот, се менува таргет групата, нови генерации доаѓаат, новите генерации сакаат нешто друго, нешто мудро, нешто фанки или нешто по рудиментирано, зависи, така да не знам друго што да кажам, освен браво за дизајнерот, кој да си, пиши ми, сакам браво да ти кажам. И тоа е тоа. Фала ви што гледавте видеово, пократко видео пак, се гледаме у наредно видео за брзо време. Чао!